Над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. 2 месеци неуморно чекориме заедно. Гордо и достоинствено бараме слобода. Се бориме за слобода, за правда, за демократија во Македонија. Рековме, срамните, неуставни аболиции мора целосно да се поништат. Тоа се случи. Рековме, има уставен и законски основ за свикување на парламентот. Тоа се докажа. Рековме дека нема да има криминални избори на 5 јуни. И тоа се случи. Зборот е збор. Правда ќе има, законите ќе важат за сите подеднакво. Со исполнувањето на двата клучни предуслови што ги постави СДСМ и опозицијата, се отвара простор за надминување на кризата. Денес го објавувам планот за излез од кризата. Планот содржи 2 клучни чекори што мора да се исполнат до 18 јуни. Прво, Уставниот суд да ја потврди уставноста на законот за специјалното јавно обвинителство. Правдата и борбата против криминалот и корупцијата се уставни категории и не смее веќе да бидат под било каква закана. За правда не преговараме. Сите приведени граѓани кои што протестираа треба да бидат ослободени и да запре прогонот врз демонстрантите. Само ако се исполнат овие 2 чекори, договорот од Пржино може да преживее. За излез од длабоката политичка криза итно е потребно да се обезбеди владење на правото и исполнување на сите услови за слободни, фер, демократски и кредибилни избори. Формирање на влада која што ќе создаде услови и ќе спроведе слободни, фер, демократски и кредибилни избори. Прочистување на избирачкиот список, реформи во медиумите. Барањата на граѓаните кои што секојдневно протестираат, целосно ги поддржуваме. Почитувани граѓани, се што има почеток, има и крај. Во Македонија времето на страв и злоупотреби заврши. Улиците низ Македонија во последните 58 дена тоа го покажаа. Време е за враќање на правдата, слободата и демократијата. Време е за враќање на власта во рацете на граѓаните. Време е за промени. Ние имаме мотив, се вика Македонија.